Траѓа од измет од домашни миленичиња е секојдневна слика која го краси центарот на градот Штип. Граѓаните за М-нет телевизија, запрепастени од несекојдневната појава, на анкетата изјавија дека одговорноста треба да ја сносат сопствениците. Дел од нив неодговорноста ја препишаа на недоволната ангажираност, додека другите на нивната некултура. Се со цел да се апелира на позголемено ниво на хигиена, која е за доброто на сите. Али тоа не го практикуваме. Сега, право да ви кажам, синојка, трињеме одат по воа подморалишето на реката Отење, измити, били на една рече, нема смисла, кучето по голема нужда оде, гледам у Скопје, нече ракавици ставили тамо, ти оди, вика, гледа си патови, ништо повеќе. Што друго да ви кажам? Хигиена немаме никаква, него тоа одрас на луѓето. У секој случај. Оти у западо, знаеш како си е. Кесето собират измето и терат си работа. Ја имам куче дома и знам како е. Мора да има хигиена, да ги чува, да ги сакат исто како дечките. Само едно девојче у градо има паметно што шета и ракавиците ја на рака. Само един, тоа сум го видела до сега. А измет има, семеро и контенера во фрле. Нема цивилизација нема. Да не се изразам прост народ. Иако според член 19 од Законот за јавна чистота, освен на местата определени за фрлање смет, се забранува оставање измет од домашни животни и миленичиња на отворените простории на јавните објекти, со што сопствениците на кучињата се должни со кесичка да ги собираат фекалиите на милениците. Се чини дека некои граѓани воопшто не ги засегаат казните од 50 евра.